Јас само ќе кажам неколку поенти по однос и на амандманот, но и на самата главна, да кажам, цел на овој закон за формирање на нова агенција. Прво што сметам дека е лоша порака од Министерството за администрација е што Министерството за администрација произведуваше повеќе министри за информатичко општество и администрација отколку што е потребно во еден нормален мандат. Значи, вие кога имате Министерство за администрација и ако имате план за реформи, ако тој план е добар и издржан, тогаш би требало во рокот 6 години да има еден или двајца министри кои што би работеле на тој план континуирано. Ние овде имавме, досега барем, ќе видиме во следниве денови, но досега ние имавме 4 министри. Тоа се 4 различни луѓе од, некои се од, мислам дека сите беа од различни партии, да не бидам сега да не сгрешам, но едниот министер беше од СДСМ, кој што си имал свој план, своја програма, даваше изјави министерот Манчевски дека ќе предложи закон каде што ќе се скратат 18, 20, 25 заменик директорски места. Потоа истата влада донесе закон, ги зголеми бројот на заменички директорски места и со тоа ја обремени администрацијата и така натаму. Тој министер заврши, потоа беше министер, сегашниот министер за образование. Тој доаѓа од друга политичка партија, со друг поглед на работите, на администрацијата, со друга програма и од него имавме многу ветувања. Потоа влезе во коалицијата, тогаш проевропската, сега веројатно според некои коалициони владени партнери антиевропска партија, но како и да ја дефинираме, влезе како министер потоа од алтернатива еден господин, кратко беше на таа позиција, заборавив како се викаше, и тој имаше своји ветувања, своја агенда, не видовме ништо од таа агенда и сега го имаме новиот министер Азир Алиу. Не спорам дека и тој има негова агенда и сака да има, условно кажано, и во својата биографија одредени постигнувања, законски или реформски, но ако во 6 или 7 години имате 4 министри во Министерството за администрација и информатичко општество, не можете да имате континуитет во една реформска агенда. Втората работа што сакам да ја споменам е дека во самата администрација ние сме имале досега со Европската унија многу програми заеднички мешовити и твининг проекти од ТАЕКС програмата и друго. И сите тие во добар дел и за другите институции, но и за самото Министерство за информатичко општество и администрација имале одредени инвестиции во човечки ресурси, во структурата на самото Министерство и затоа и Академијата во самото Министерство не е случајна, па сега има или нема ресурси, туку е направена наменски за да има капацитет и за да има ресурси. Моменталната ситуација што нема ресурси не е оправдание за да се прескокне тој сегмент и да се оди на повторно создавање на паралелна структура или на нова институција, нова агенција, нова управа, нови трошоци, затоа што, за жал, во Министерството за информатичко општество и администрација, од првиот министер на ова владеачко мнозинство Дамјан Манчевски до сегашниот министер Азир Алиу, Академијата за обука на администрација, за жал, стана оделение како казнена експедиција. Ако некој ви пречи во Министерството, не ви е близок или немате доверба, или не сакате да го вклучите во нешто, вие го праќате, дури и физички го оддалечувате од Министерството, со простори, не знам каде, беа некаде во општина Аеродром или некаде позади трговскиот центар Капитол, и нормално таму 4 луѓе изолирани од се, без сериозна поддршка финансиска, без поддршка политичка, без поддршка од нивната матична институција, што може да направат? Се разбира дека не може да направат сериозен исчекор во реформата на јавна администрација и после самиот третман, да кажам, недобронамерен третман на оваа академија во самото министерство од сите министри наназад во овие 6-7 години го користите како аргумент зошто треба
нова агенција. Значи, внатрешното тело сте го атрофирале, условно кажано, и сега создавате ново управно тело, нов орган кој што треба да го надомести она што сте го имале во Министерството, а не сте го развиле. На крајот од краиштата, ова е погрешно трошење на ресурси, затоа што досега ние како држава и еве како влада, каде што членувал министерот Алиу, можело да се скрати барем 0,5% од тоа што го троши Министерството за внатрешни работи, 0,5% од тоа што го троши Министерството за политички систем, 0,2% од тоа што е дадено на со европско знаменце на разни проекти, како тој за автопатите, кај што немаме видено ни еден метар автопат. Карикирам затоа што тоа се пари дојдени од истиот буџет. И вие не можете една клучна реформа за јавната администрација да ја оправдувате дека досега била неуспешна затоа што нема посебна агенција, а при тоа сте потрошиле многу ресурси за разни непродуктивни намени, а не сте дале поддршка на Министерството за информатичко општество и администрација и на конкретната академија внатре за да ги вршат своите надлежности. На крајот од краиштата и Француската република, и Обединетото кралство, и други, да речем, земји членки, особено еве да ја земам и Европската комисија како ентитет во овој случај, инвестирале во обука на обучувачи во нашата администрација, но кога го правеле тоа, условот бил, ви даваме знаење, ви даваме ресурси и сертификати, ви обучуваме луѓе за обука на јавна администрација и реформи, но под услов, и државата Македонија го прифатила тој услов, во иднина тие обучувачи кога ќе бидат дел од обуките на други административци, да им се даде одредена компензација буџетска, за да може тие да бидат мотивирани и да бидат дел од програмите кои што ги прави Министерството за информатичко општество и администрација и програмите кои што ги прават и други институции. Не мора се да оди централизирано, но сепак тоа е ресорно министерство. И сега имаме разни непродуктивни трошења во буџетот, при тоа имаме најголеми буџети во историјата на Македонија во изминативе 2-3 буџетски циклуси, а немаме по 1000 денари за предавање кое што некој обучен административец кој што го положил тестот за обучувач пред колеги од Франција или колеги од Британија или колеги од Европската комисија од Брисел, нема за него за да биде ангажиран во моментот на обуки на други административци во државната администрација. И затоа сметам дека ако одите по логиката на нештата и сега да го слушате само министерот, а да се абстрахирате од изминатите 6 години, аргументите на министерот може да ви изгледаат логични. И ќе кажете да, има добра намера, има добра идеја, ова звучи како добар проект, но ако одите наназад 6 години и видите дека се смениле 4 министри, дека државата потрошила голема сума на средства на бескорисни проекти и во администрацијата, и во образованието, и во инфраструктурата, и во се друго, тогаш испаѓа дека со право пратениците или дел од пратениците се сомневаат дека ова е успешниот модел кој што ќе направи пресврт во реформите во јавната администрација. Досегашното поведение политичко и досегашното занемарување буџетско и финансиско на Академијата за обука во самото Министерство за администрација е сериозна индиција дека ова би било за жал уште еден промаршен проект. На хартија би било штиклирање за пред европската делегација во Скопје дека нешто е завршено како законско решение, но во принцип и во суштина можеме пак да имаме агенција која што зависно од тоа колку ќе биде блиска или далечна
персонално и кадровски до владата, до министерот, до премиерот или до некој друг, без разлика зборам и за сега, но и за воиднина, може пак да ни се случи и таа нова агенција да биде сместена пак некаде физички, кажувам, далеку од очите на јавноста, да биде деградирана и после 2-3 години нов министер да ни нуди ново решение за некоја нова, трета, четврта и пета агенција, која што би била подобра од таа што нема да успее. Благодарам. Фалемдерит од